Во студиото веќе со мене е Стефан Треневски, возач на Формула 4. Стефан, ти благодарам што ја прифати мојата покана. Добро утро. Благодарам за поканата. Те најавив како млад, перспективен возач, се уште средношколец, така? Да. 18 години, четврта средно. Каде учиш? Нова. Во Нова учиш. Да. Што велат твоите другари, пријатели, професори? Па мислам дека веќе се навикнати одамна јас, да речам, сум во автотрките и веќе сите ме препознаваат по тоа, така да. Кога почна? Почнав на 13 години, нели обичниот пат е преку картинг и се почнува, да речам, од 6-7 години со картинг, но јас почнав на симулатори. Виртуелните трки мене ме воведоа во автоспортот. Татко ми беше автомобилист и јас од таму ја имам таа љубов и од 13 години возам виртуелни трки. На 16 направив транзиција во вистинските, во реалните трки, во европскиот Twingo Cup и потоа во Формула 4. Имаш признание прв возач официјално во програмата на Brabham. Што значи тоа? Brabham е поранешен формулен тим, легенда, со 4 светски титули, Добро. кој има еспорт тим во виртуелните трки. Јас веќе возев за нив од 16 години и контактот беше таму. Кога почнав да возам во вистинскиот свет, тие ја знаеа веќе мојата приказна и решија да ме поддржат. Дейвид Брабхам, кој е поранешен формулен возач. За него сум чул. Да, и поранешен и победник 3 пати на Ле Ман, ќе ме поддржува мене и ќе ми биде ментор во Формула 4 оваа година, а може и понатаму. Што значи еден ваков тренер да имаш позади тебе? Па, Каде се гледаш за 10 години? Каде се гледам за 10 години, се надевам шампион во Формула 1, ќе видиме. Формула 1. Да, тоа е мојата цел. Тоа е цел на секој возач, мислам, а Дейвид Брабхам е одлична поддршка со многу искуство, години искуство и контакт за јас да дојдам до тие светски рамки. Ке речеме Формула 4 се е некако многу далеку до Формула 1. Во што се разликувате? Формула 4 и Формула 1, претпоставам дека и брзината и болидот, меѓутоа и самата стаза за тркање. Не, стазите се исти. Јас возам на Формула 1 стази, на некој, не секој. Нормално Red Bull Ring и Hungaroring се многу познати Формула 1 стази каде што ќе се натпреварувам јас годинава. И во Монако? Не, за жал не годинава. Може би од до година ќе видиме ако стигнеме до Формула 3, но годинава, нели, Формула 4 тие се разликуваат со помали мотори, нормално, развиваат брзини до 260 км на час. Формула 4? Да, додека Формула 1 одат над 340. Се помали шаси, но се генерално се горе-доле исти, на начин така се управува автомобилот и е одлично за учење за понатаму да можам да возам Формула 2, Формула 3 и Формула 1. Не знам дали да ве прашам колку е најголемата брзина што се развили, или тоа не е прашање за Формула 1, односно Формула возач? Па, мислам дека не е ни толку битно. Мислам дека е околу 260 км на час, но тоа не е битно бидејќи техниката е во кривините не направо. Направо не е некој колку предизвик. Колку трки до сега сте имале? До сега 2 во Формула 4, но и 6 во европски. Што е претходно пред Формула 4? Пред Формула 4 секогаш е картинг, но јас нели возев виртуелните трки и потоа победив Европска академија, која ми овозможи да возам Twingo Cup лани, Европски Twingo Cup во 2025 година, каде што од прва сезона бев трет, од 25, прогласен за најдобар дебютант и дебютант на годината, и потоа победив Формула 4 академија, која ми овозможи да возам оваа година во Формула 4. Која е разликата или кој е патот од сим рейсингот до реалните трки? Кога ќе бидете во кабината, што се вели во како игрица, или да бидете во болидот каде што возите на асфалт? Па мислам дека брзината, нели не се осеќа брзината, тоа е најголемата разлика. Брзината не се осеќа на симулаторот, силите, физичките припреми се многу битни во живо, не толку во симулатор, но симулаторот многу помага да ја научам патеката, да го научам автомобилот, како се
како се однесува во кривините и генерално ми помага да направам сетап, да ја составам колата и тие мали технички проблеми да ги решам уште пред да отидам на патеката. Колку исцрпува една трка? Многу. Физички? Многу. Ај за психички можам да Психички претпоставам. премногу, да, Да. но физички многу. Јас се спремам секој ден за да можам да издржам таа трка и за понатаму да бидам спремен и за следната, така Знам дека да. неколку килограми се слабе по Да. по едно возење, тоа го знам од Да. Формула 1 на како Формула информација. На Формула 1 се слабе повеќе килограми, прво нели затоа што колите се побрзи, но исто така и трките се подолги. Они имаат една трка е саат и пол, додека крај нас се по 25 минути, јас имам 3 трки во викендот. Од каде се има учесници и каде се одржуваат овие трки на Формула 4 сега? Каде ќе можеме да следиме? Оваа година трките ќе бидат во Австрија, Red Bull Ring и Salzburg Ring, Добро. Словакија, Словакија Ring, Мост и Брно во Чешка и Хунгаро Ring. Има возачи од секдека од светот, од Аргентина, од Бразил, секдека од Европа и има 45 учесници оваа година. Централноевропскиот шампионат ќе биде, мислам дека и најконкурентен од Формула 4, така да конкуренцијата е огромна и јас се надевам дека ќе можеме да ги победам. Како ќе се стаса со училиштето? Не знам, ќе видиме. Пробувам, давам се од себе, но секако моментално Формула е приоритет. Што учиш вакво? Како? Во кој смер си на... Немаме смерови, имаме посебни часови си бираме. Добро. Да. Освен возењето професионално. Што би бил во иднина? Или? Мене ме влече бизнисот, секако Добро. Формула е бизнис. Спортот генерално е бизнис и тоа и учам моментално, еден од избраните Добро. предмети ми е бизнис, така да тоа мене доста ме интересира и сакам да ги поврзам тие две, да речам, сектори, формулата, автоспортот и бизнисот и некако да направам нешто заедничко. Дали ќе имам свој тим во иднина, ќе видиме, но нешто така. Колку е тешко тоа да се оствари во Македонија? Па јас не го правам, мислам, во Македонија. Секако јас... Не, како дете од Македонија тоа да излезе Да. надвор и да се промовира и да направи тим со експерти кои што треба да работат на таа Секако машина. Е многу тешко од тука затоа што прво немаме патека. Јас како возач само тренирам се од симулаторот од дома Добро? и се друго исто тешко е за инженери. Јас знам инженери македонци од надворот Македонија, кои што да, работат во странство. нормално затоа што тука моментално немаме услови, но тоа не ме спречува мене, не спречува нас и да речам си помагаме едни со други и би сакал еден ден да можам било каде и да сум во светот да отворам свој тим. Каква е конкуренцијата во Формула 4? Многу голема. Како што реков, има 45 возачи, 15 Сите се добри? тима, да. Сите се одлични возачи од картинг, што возат картинг од 5-4 години. Но мене не ме спречува тоа, мислам дека јас сум спремен и можам да се борам, да бидам конкурент и да се борам за победа. Нема те прашам дали знаеш да возиш автомобил? Па мислам дека тоа е логично. Али возачка се уште? Не, уште Немаш? немам. Сега полагам, но ќе видиме. Ќе мора многу полека, Safe City Да. следи се. тие брзини кои што ги имаш на патеката се Да. се секако, далеку од тука. Кои се досегашните лекции што си ги научил на патеката? Како треба да се однесуваш? Да останам смирен. Мислам дека тоа е најбитно, дали се случува нешто позитивно или негативно, како например мене на мојата прва трка, на мојата прва победа, Добро. победа на Брно во европскиот Твинго Куп, ја издоминирав таа трка, поставив рекорд на стазата и многу се радував кога победив, но за жал бев дисквалификуван поради грешка од тимот со килажата на автомобилот и морав да останам смирен. И тоа моментално во тој момент нели многу емоции има кај нас луѓето и знаете, но мора да се остане смирен и тоа помага во спортот генерално, во било кој спорт, што и да се случува во моментот да останеш смирен е феномен, да речем. Како се тренира за освен или на асимилаторот?
Кои се твоите тренинзи, која е твојата ментална подготвеност, каква ја добиваш? Со тренерот мој, јас имам личен тренер, веќе со него секој ден, понеделник до недела, и се спремаме физички, но исто така и кога се спремен физички, мислам дека си спремен и ментално да со тој предизвик да се соочиш. Но исто така и сега ќе имам психолог, за да работам на менталната страна на спортот, бидејќи е многу важна за да еден возач да може да се справи со таа конкуренција и тој притисок. Кажи ми за бизнис страната на мотоспортот. Како стоиме во Европа? Како мислите? Колку е тешко да ги најдеш тие членови во екипата која што планираш да ја правиш? Ќе видиме, секако не значи дека треба да сте само од Македонија. Јас ги барам нормално. Не, вие сте од Македонија да ги најдете низ светот и да се вклопи тоа и тоа да биде една успешна приказна. Мислам дека контактите ги имате? Да. Јас моментално со спортот развивам многу контакти, дали се од компании, дали се од тимови, дали се поранешни возачи, инженери, и тоа е огромна помош, а особено тоа го имам стекнато од симулаторот. Симулаторот, јас го правам од дома, но онлайн се поврзав со многу луѓе како Дейвид Брабхам. Дейвид Брабхам јас го знам од онлайн, уште го немам запознаено, да речам, во живо. Така да, тешко е, но можно е. Да, убави зборови. Еве извадив тука некои сечоци кои што ве фали, ве дека се воодушевен од она што го поседувате, од таа концентрација која што ја имате во она што го правите, па ете, во плановите што ги имате, може да имате само успеси од она што е на почетокот. Сакав да го спомнате таткото дека е поврзан со автомобилизмот. Да, тој беше автомобилист. Добро. До 2009 година, 2009 година беше двократен шампион на Македонија. Потоа се пензионира и јас сакав коли, не бев во трките навлезен, да речам. Добро. Но многу сакав коли и тој после 10 години, јас кога наполнив 10 години, се врати во трките и тој момент јас знаев дека сакам да видам и јас како него, така да... Како мал ве носел некогаш наводно на трките? Да, па тогаш на 10 години кога се врати он во трките, тогаш прв пат јас отидов на еден автомобилистички надпревар и тогаш знаев... Една имаш и низ Скопје ми текнува пред, може би повеќе од 15 на година тоа, во Скопје. Ако не бевте возач, што ќе бевте? Тоа што сакам да ве прашам, нели со школувањето, ма рековте дека се уште треба да се определувате точно. Да, но дефинитивно нешто поврзано пак со спортот, но во бизнис страната, така да дали ќе бидам менаџер во тим, дали ќе имам свој тим или дали ќе имам свој бизнис што не е поврзан со тоа, но школувањето е многу битно за да се едуцирам јас за да можам да се справувам и во бизнисот. Тука не ќе го завршиме разговорот, ми беше мило што разговарав со тебе, една млада, успешна приказна која што предстои пред се. Ти благодарам што беше дел од Студио 10 и само напред и многу успеси и внимателно со педалата за газ. Благодарам и на вас.